Dobro jutro. Днеска е сабота, варнежлив ден, цел ден ќе варне. Нема да дозволам да ми биде досадно, ќе си најдам работа, ќе си правам видеа. Од друга страна, варнежливото време ќе ми ги напуне бурињата горе кај пчелите со вода и кога ќе не врне ќе одам ќе си ја соберам водата, значи мора да се најдам да не ми биде досадно живото. Денеска сум доле у мојата спортска соба и ќе направам едно видео. Мислам дека убаво синоќ ќе прави едно за избор спортист на Штип. Неконцентриран, изморен од пешачењето од градот се вратив и имам грешки направено некои, ама не е важно. Важно, целта е постигната, а целта беше да направам видео у кој сум бил избран за најуспешен спортист на Штип. Сега ќе се префрлеме на Европското првенство во Шведска. Хускварна, Шведска. Настапуваме 7 души. 7 души, од кои тука не е само Павле Филката, кој кинеше и дојде у финале, зема второ место во Европа. Од овие половината се покојни. Првиот лево Ванчо Монев Спортскио, Гоце Влахов, Томе Коцев. Димче Ангелов е повлечен, жив здрав, повлечен, он не го интересира борењето, уопште неќе нема го никаде, нема ни Фејсбук, социјални мрежи, направил се тамо некој плантажа со раси и тамо си одил, кажаме еден, викаме без Димче, никаде го нема. Тамо се оде, вика, пензионер, со пензионерите се друже, оде си и јас контактирам, бидејќи овие се покојни, едино шо Павле Филката и он е покоен. И, значи, кажаваме, Павле Филката е покоен, Томе Коцев, Гоце Влахов и Ванчо Монев Спортскио. Јас контакт имам и се слушам почесто со Ристо Дарлев. Со него и ош како репрезентативци убаво живееме. Ама другите, еве кажа, некои се умрени, Вајдимче е повлечен и према тоа нема со кој. Ама сакам за во Европско првенство мачат ме неколку работи. Сакам да ги споделам, да ги раскажам. Не е важно дали на некој ќе му се свиѓа тоа. Техниката дозволила да делови могушности, да оставаме спомени, да оставаме, нека стоат за поколења, може некој ќе сака да чита, да гледа, да се потсете за дедо му како бил, шо бил, кој бил, корењето да си ги истражи, како јас сега што тражам и ги истражувам, одам, питувам постари луѓе од мене, правам видеа, да знам кој дедо е, зашо бил таков, зашо бил крив, зашо бил ќорав. Еве, ќе го кажам примерот сега, не го знае, до моите 75 години, а имаа баба Русенка, она беше ќорава. И у селото болеле ја очите нешто и питала некој селените тамо, викала, бе, така и така, очите ме болат. Викал, Русенке, ќе земеш у вода, ќе раствориш модар камен, што прскат лозијата, тоа е чист отров. И ќе земеш, ќе ги измиеш очите и ќе ставиш у очите. И она послуша го, направи го тоа и остане ќорава, 100%, ама ништо не видеше, на сметка на тоа не осеќаше поводењето. Кој дете одеше у собата, она дека седеше, она го познаваше поводењето, вика, Санде ти си, или сестра ми родна ти си, или Станка ти си, или бракета некој. Добро, тоа е тука, значи сега да се префрлеме на Европското првенство у
Шведска. Значи тука одеме, не знам дали да го подсетувам кој ни беше тренер. Оти ќе кажам некои многу работи, не би сакал да реагира, да му биде незгодно. Затоа кој се интересира ќе дознае кој бил тренер. Што се дешава тука? Одеме на припреми у Аранџеловац. Вие сите што ги кажа бееме на припреми, оттамо идеме у Кошетњак, Белград. Тамо една селекција убава ни направи едни јаки тренинзи, имаме со Вале футинг, правиме по 20 км, после доеме на тренинг, 2 пати, 3 пати тренинг, припреми пеколни. Пред да одеме, одиме спортска медицина у Белград на преглед. Тамо ни уште кажаа на мене и на Ристо Дарлев дека имаме спортски проширени срца и ќе имаме у старост проблеми со срцињата. И така биде, ни двојцата имаме хируршки захвати на срцето, ама тоа е тоа, живи и здрави сме. Сега ќе се префрлиме на борењето. Ќе идам посебно у мојата категорија. У мојата категорија имаше околу 13 борачи од Европа. Борби направиме изваредни. Јас улеземе, ќе кажам дека со оваа репрезентација што е на тоа европско првенство, екипно се пласира на 6-то место во Европа. И тренерот толку беше задоволен што тамо кога давал оправдување пред органите на Борачката федерација на Македонија и на Југославија, викал оваа репрезентација ако ми ја дадете да ја водам, на Олимпијадата ќе донесам 2 медали. 2-3 медали може да донесам. Тоа се изваредни деца, борбени до максимум. И што се дешава тука, ќе се задржам посебно на мојата категорија. Јас ги враќам мислите, прво да кажам дека како да почнам, дека да почнам, значи првата борба ми беше со Турчин. Борбата ја тераме толку тврда, ударање со глава, он сака да ме улезе во нози, ја не можам да го сопрам со раците, доле со главата, удараме се глави и глави. Нерешено. Втората нерешено, третата нерешено. Не знам како се даваа тога и бодови, одеше се натака се со по еден ботли се одеше, не знам ако си нерешено, и дојдоме у финале, улезоме јас, бугарино, русино и турчино. Дојдеме у финале 5 души. И мина некое време таму, у тоа спремаме се за финални борби и тренерот дојде кај мене, таму дека ние си имаме, нашата репрезентација си имаме соба, у која се таму шалееме, спремааме се, разговарааме и он улезе до мене, дојде, вика Санде, честитам, дај ми рака, честитам, викам шо тренере честиташ? Вика, останати сте 5 души у категорија. 2 пара се борат, ти си слободен. И викам, шо значи тоа? Па тоа значи дека ти си слободен и автоматски имаш медал, 3-то место, ќе се бориш у финале. Јас толку викам, шокиран збунет, не знам како да реагирам. И размислувам, мина после 1 саат, доаѓа тренерот и вика, Санде, грешка сум бил, не си ти слободен, друг е слободен. И излезо јас да се борам со финец,
Финец, Арно ама. И јас, Финецо, немаше шанса со мене да се бори он, бидејќи јас ги помина најдобрите у Европа. Него имаше да го смелам. Од причина шо он бил борач во грчко-римски стил, значи се боре од половината нагоре. Арно ама на мене тренеро не ми кажа внимавај борбата како ќе ја водиш, финскиот борач е во грчко-римски стил, не се фаќај горе, иди му ниското доле, нозите му ги тражи. Бориме се он горе, после му на светското борење, отвори му го име и презив, најдому неколку пати бил светски, европски првак у грчко-римски стил. Јас прифанаму го неговиот стил у грчко-римски стил и борбата ја изгуби. Не ми кажа тренеро пред борбата, кога заврши борбата, вика ми на мене, добро бе, зашо му прифана грчко-римски стил, зашо горе се држеше, не одеше доле у нозите, да му одеш доле, да го фаќаш, да не му даваш горе, они са нинта специјалност е грчко-римски стил. И борбата ја изгуби, значи имам на тоа европско првенство ја 3 нерешени, после тој ги најдов сите резултати, сетте борби, 3 нерешени и 1 пораз. Пишаму на тренеро, едно 3 или 4 пати сега кога ги има вие социјални мрежи, фејсбуци и тие работи, пишаму тренер, бидејќи е многу време минато, а имам тежина кога се замислам некогаш, оти после тоа ја најдо на бариери што не може да ги поминам од страна на тренеро, има шанса да се закитам со медал сребрен, бронзен, може и златен, не знам како ќе водила работата, оти бе равноправен со вие што се пред мене, Русино Ангелов Спас, Асенков Махамед и Аик Мехмед. Со тие нереши сум искарал и му пишувам на тренеро, викам, бидејќи е минано многу време од тогај навака, молам те, сакам да ми кажеш шо игра беше тоа, шо работа е тоа, шо дојдете честитати ми у собота, дека сум слободен, дека имам медал. После половин саат дојдете, вика, грешка Санде, друг е слободен, ти не си. Не е важно, времето е минато. Напиши ме ако сакаш шо игра беше тоа. Не ми одговори ништо. Втор пат му пиша, трет пат му пиша. Не ми одговори уопште. Сега кога разговарам некогаш кога се враќаме со Ристо Дарлев за тие моменти, за тие спомени, вика му Ристе, маче ме тоа, кога размислам навечер пот ме облие, шо работа е тоа, викам шо биде, вика Санка, слушай да ти кажам јас на тебе. Ти рано се откажа бидејќи имаше препреки и немаше шо да одеш. Повлече се од борењето, виде дека не бива, тамо е сила голема, ама јас сум одил и селектор бе, и тренер бе, и ги знам сите игри кои се дешават. И ми кажа една реченица што многу кажува. Вика, ќе ти го кажам овоа да го запамтеш. У борењето наше има 2 врсти на тренери. И тоа се вика, има тренери кои купуваат медали на првенства големи, ама и кои продаваат медали. Ти си најделна тренер што е продадел твој медал. Значи нешто има некоја мучка тамо направено, а мучката што е, тоа знае Господ и тај што е учествувал во тоа. Оваа случка сакам да објавам. Знам дека
Знам дека воа некој ќе секако ќе реагира, шо вај, шо нишо, шо... Него тоа да делам и техниката, сакам моите спомени да си ги споделам, да ми стојат на мојот YouTube канал. Кој сака нека гледа, нека слуша, нека чита, кој не, нека ме мане, нека си продолжи тоа што го интересира. Јас ќе си продолжам да си работам, ќе си вадам работи, слики си имам од весници подкрепено се и ќе си продолжам со мојата работа. Дено ќе го направам да не ми биде досаден, ќе си оставам белези од мојот живот. Сега благодарам на тие што ќе го изгледате видеото. Сакам ви убав викенд. Понеделник е не работа и може пак ќе правиме утре, други ден нешто ќе тражам. Ќе правам некои мучки. Ајде поздрав и убав ден и викенд да имате.